Почитувани гости, почитувани колеги, дами и господа, добро вечер. Добро дојдовте на завршниот свечен концерт на Музичкото училиште Пиано Форте, кој што вечерва тие по повод 15 годишното постоење го приредуваат за нас. Во оваа прилика би сакала да ја искажам мојата благодарност на моите ценети и почитувани колешки, професор Виолета Стефановска-Шуковиќ и професор Марина Чадо, што ми ја укажаа честа и задоволството да направам еден кус осврт со кој ќе се подсетиме на најзначајните моменти од работата на Пиано Форте во изминативе години. Во текот на 2008 и 2009 година имав можност да работам на едно истражување за потребите на Факултетот на музичка уметност, кое покрај другото се бавеше со проучувањето и работата на приватните музички училишта во Скопје. Резултатите на истражувањето покажаа дека Пиано Форте е едно од најсериозните приватни музички училишта во нашиот град, како според својата програмска поставеност, така и според квалитетот на настапите на нивните ученици на завршните концерти. Сега е 2015 година, после овие изминати години, и ценејќи според настапите на учениците на синокешниот концерт, со сигурност можеме да констатираме дека работата и успехот на Пиано Форте се движи по нагорна линија. Музичкото училиште Пиано Форте започнува со работа во 2000 година како училиште специјализирано за изучување пиано. Во 2010 година ја проширува својата дејност со тоа што се зголемува бројот на инструментите кои се изучуваат и преминува во нов, поголем работен простор. Од 2010 година во Пиано Форте покрај пиано се изучуваат и виолина, гитара, дувачки и ударни инструменти и се воведува настава по солфеж. Од 20 ученици, колку што имаше на почетокот, бројот на редовните ученици се зголеми на 80, а во изминативе 15 години со музичко образование во Пиано Форте се стекнале приближно 200 ученици и предавале 15 професори. Покрај секојдневните активности, најважни настани во работата на училиштето се редовните целовечерни концерти на учениците и професорите, кои се организираат 4 пати во текот на годината. Концертите се одржуваат во просториите на училиштето, но и на професионални концертни подиуми, како што се концертната сала Империјал во Македонската опера и балет, како синокешниот концерт, и концертната сала во Даут Пашиниот Аман. Освен овие редовни настапи, во изминативе години, училиштето оствари и голем број гостувања на повеќе манифестации и соработка со други образовни институции. Тука би ја издвоиле соработката со Интернационалното училиште Нова, на чии концерти практично најзначајно место земаат токму учениците од Пиано Форте. Овде би сакала да кажам и да искажам моето задоволство како еден од организаторите на фестивалот за млади пианисти во организација на Сдруженијето ЕПТА, тоа е Европска асоциација на педагозите по пиано, кој што има свое здружение во Македонија, за извонредната соработка со Музичкото училиште Пиано Форте во изминативе 8 години колку што се одржува овој фестивал. Настапите на престижниот концертен подиум на Факултетот за музичка уметност во Скопје секогаш се со радост забележани на нашиот фестивал. Во 2013 година Пиано Форте гостува со 2 целовечерни концерти во Валдорфската школа во Љубљана, а во 2013 и 2014 година од класите по виолина учениците учествуваат на виолинскиот фестивал во Скопје. Исто така, Пиано Форте редовно зема учество на концертите со хуманитарен карактер, како што е манифестацијата Дајте ни крилја, која се одржа во 2013 година, потоа настапи на концерти за добредојде на странските амбасадори и нивните семејства во организација на Сдруженијето Macedоnia Welcome Center, како и многу други концерти од јавен карактер за потребите на пошироката општествена заедница. Меѓу посериозните достигнувања на учениците од Пиано Форте во последниве неколку години
секако се учествата на повеќе надпревари за музика во Македонија и во странство. Резултат на тие настапи се бројните награди кои учениците ги освоија, а во оваа прилика ќе ги споменеме најуспешните од нив како добитници на први награди. А тоа се Милана Умовска во класата по виолина на професор Марина Чадо и Милан Дучевски во класата по пијано на професор Маја Стојановиќ. Милана Умовска е добитник на прва награда и гранд при на меѓународниот надпревар Арско Сова во Приштина и прва специјална награда на меѓународниот надпревар Охрид те сакам кој се одржа минатиот месец во Охрид. Таа исто така е учесник на летен камп Philadelphia International Music Festival и таму е добитник на посебно признание на Vivaldi Concert Competition, настап со соло програма и учество во Pearl Orchestra. Тоа е детски оркестар каде што таа доби место на прва виолина, се разбира како единствен учесник од Македонија. Да. Милан Дучевски учествува на повеќе надпревари на кои има освоено први награди. Тоа се надпреварите Михајло Вугдраговиќ во Шабац, Јосип Славенски во Нови Сад, меѓународен надпревар за пијано во Гевгелија, меѓународен надпревар Охрид те сакам во Охрид, потоа државниот надпревар на музичките училишта во Македонија и секако специјална награда со освоени 100 поени на меѓународниот надпревар Ватрослав Лисински во Белград. На овој надпревар Милан добива и описна препорака како млад виртуоз со веќе развиена индивидуалност во своето свирење. Овие млади и успешни веќе уметници ќе имаме можност да ги чуеме и на вечерашниот концерт. Многу е лесно да го придобиете вниманието на овие деца на 21 век. Но верувајте, исклучително е тешко да го задржите тоа внимание подолго време. Особено кога станува збор за една таква долготрајна и макотрпна работа, како што е изучувањето музички инструмент. За таа цел, вие мора да имате квалитетно музичко образование и секако долгогодишно педагошко искуство. Но освен тоа, вие морате постојано да работите на пронаоѓање на нови сознанија и искуства кои можете да ги степнете со дополнителни обуки, некаква друга едукација или едноставно да нив да дојдете самите. Сето тоа ви е неопходно за да можете да работите во склад со потребите и барањата на современите деца. Тоа е единствен начин за да можете да им го доближите светот на класичната музика. Заради тоа што сите современи музиколошки истражувања докажуваат и потврдуваат дека изучувањето музички инструмент или било каков контакт со класичната музика во најраното детство е незаменлив придонес во сите сегменти од развојот на личноста. Се развива позитивен однос кон убавото и естетските вредности, се постигнува усовршување на целокупните интелектуални способности и секако бавењето со класична музика има силен ефект на емоциите и на духовноста на детето. Водени од овие претпоставки, професорите од Пијано Форте изготвија една нова наставна програма, која во себе ги содржи педагошките сознанија од повеќе светски потврдени школи во областа на музичкото образование. Тоа се пред се наставните програми на Министерството за образование на Република Македонија, потоа англиската програма на Royal Academy of Music, принципите на светски етаблираната руска школа и како куриозитет во Македонија, педагошките поставки на познатата Валдорфска школа, која подеднакво внимание обрнува како на интелектуалниот, во исто време и на духовниот развој на децата. И секако, освен овие докажани педагошки школи, во програмата на Пијано Форте се вметнати и имплементирани личните долгогодишни искуства на самите професори кои работат. Она што е особено важно за оваа програма е незината поставеност во повеќе подрачја од наставата, со што изучувањето музички инструмент во Пијано Форте представува предност за учениците во однос на некои други образовни институции кај нас. Тука се започнува со изучување и свирење музички инструмент веднаш од првите часови,
па така контактот со инструментот дава брз одговор на љубопитноста на детето. Паралелно со свирењето, постапно се воведува музичкото описменување преку предметот солфеж и пеење во мали групи. Програмата особена важност му придава на индивидуалниот пристап според личниот капацитет и интерес на секое дете, поединечно, и на тој начин во целост е во согласност со современите трендови на музичкото образование, кои се раководат од принципот музички инструмент за секое дете и постапно се отфрла застарениот принцип дека музичкиот инструмент или класичната музика треба да бидат достапни само за посебно талентираните. И конечно, една од најбитните обележја што ја разликува новата програма на Пијано-форте е воведувањето на камерното музицирање од најмала возраст, односно можноста децата да ја почувствуваат радоста на свирење во група, најпрво со своите професори, а потоа и со другите деца. Групите се состојат од истородни или разнородни инструменти, имавме можност и синоќа и вечерва да ги чуеме. Децата свират класични и популарни жанрови музика, а самите професори ги поттикнуваат на колективно музицирање и за таа цел изготвуваат аранжмани и преработки на познати теми од класичната музика. На оваа активност се посветува посебно внимание во Пијано-форте. Тоа е веројатно и клучниот момент за успех кај децата, да им се приближи светот на класичната музика, да ги привлечете да свират, но да ги привлечете и да сакаат да вежбаат. Програмата на Пијано-форте нуди одлични можности за разновидно и сеопфатно музичко образование, во кое може да се пронајдат деца со различни карактери, желби и потенцијал. Секако, таа е добра основа за натамошна надградба и судејќи според досегашните проекти, а и познавајќи ги лично професорите кои работат таму, сигурни сме дека тие и понатаму ќе продолжат да работат на нејзиното усовршување и пронаоѓање на нови начини и форми со кои ќе ја збогатат креативноста на своите ученици. На крајот ми останува само едно, срдечно да им го честитам 15 годишниот јубилеј на сите професори и се разбира на сите ученици во Пијано-форте и да им посакам само едно нешто, а тоа е и понатаму да бидат истрајни во својата благородна мисија преку највозвишените од сите уметности како што е музиката, да продолжат да ги усовршуваат децата и да ги направат децата подобри луѓе. Благодарам.